Жичарницата на Водно со години е еден од символите на Скопје и една од најпосетуваните туристички атракции. Сега нема да работи цело лето поради тоа што, како што рече градоначалникот Георгиевски, 15 години откако е пуштена во употреба, жичницата не бил направен сервис од производителот Допелмаер и затоа има сериозни оштетувања кои може да доведат до трагедија. Како е можно? Кој дозволил и кој е одговорен за тоа што системот што превезувал стотици илјади патници годишно, меѓу нив и многу деца, ученици, туристи, не бил редовно и соодветно одржуван? Анализата на јавно достапните финансиски извештаи и планови за јавни набавки на ЈСП отвора сериозни дилеми. Иако формално низ годините биле предвидувани средства за резервни делови, сервисирање и технички проверки, финансиските извештаи покажуваат драматичен пат на издвојувањата за резервни делови. Од околу 20.000 евра годишно во 2014-та на само 200 евра за тековно одржување и резервни делови во 2019-та. Што всушност значат овие бројки? Дали се одложувале неопходни ремонти и сервиси? Колку е ризично ако систем што превезува стотици илјади патници годишно не се одржува според највисоките стандарди? И колку институциите биле транспарентни кога станува збор за безбедноста и трошењето на јавните пари? Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска со Миша Поповиќ од Институтот за демократија, експерт за отчетно управување и транспарентно трошење на јавните пари, и професорот Виктор Стојмановски од Машинскиот факултет во Скопје, чија специјалност се жичарници и ски лифтови. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добро е најдовме. Жичницата на Водно нема да работи цело лето, има ризик да падне гондола. Изјави за, сакам да кажам, градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Подоцна се дообјасни дека повикал представници на Допелмаер, пошто било утврдено дека не бил направен сервис. Увидот покажал дека гумичките биле изедени и поради тоа доаѓало до триење на гондолите. Исто така не работеле и неколку сензори, поради овие причини можело да се случи голема трагедија. Како ви прозвучи ова, веројатно го слушнавте и како скопјани и како жители овде, и како реагиравте? Како ве затекна оваа информација или бевте подготвени некако, не ви изненади многу? Мене лично ме изненади, затоа што жичарите се една проблематика кај што има повеќе степени на безбедност и сега таа жичара да дошла во таква ситуација да се затвори и да подолго време не работи заради недостаток на сервиси, тоа мене ме збуни малку. Да, уште една приказна која што кажува дека нели на среќа се живее во земјава. Меѓутоа, како за почеток, добро е што навремено е забрана употребата, за да се отклони нели проблемот, за да се реши ситуацијата. Ајде вака, професор Стојмановски, на почеток да објасниме. Дали тоа што не била сервисирана жичарницата Милениумски крст од производителот, значи од веројатно фирмата што ја произвела и на некој начин овластен сервисер, значи дека била небезбедна? Бидејќи низ годиниве ние гледаме сертификати, слушаме тврдења на градоначалниците, на актуелните и бивши, дека жичницата била безбедна, веројатно штом била пуштена во употреба толку години. Ако била сервисирана од друга фирма, од друг надзор, од друго или од инженерите внатре во јавното сообраќајно предпријатие, дали тоа значи дека била помалку безбедна отколку ако била сервисирана од овластениот сервисер? Вака, јас за жичарницата можам да го зборувам она што го знам. Таа е 2010 година инсталирана од 2010 до 2011 година и во тоа време како надзор на градбата и сите технички прегледи ги правеше Машинскиот факултет и јас бев дел од тој тим. Она што сигурно и одговорно можам да го кажам од тоа време е дека жичарата беше инсталирана уредно, беше инсталирана и беа испочитувани сите законски прописи и сите прописи за безбедност во една легислатива за жичари која што е целосно хармонизирана со европската. Жичарите се такви системи кои што е статистички, ако погледате, кажуваат дека се најбезбедни средства за транспорт, бидејќи најмногу патници се превезуваат, а најмалку хавари има кај нив, гледано статистички, и тоа се должи на ригорозните прописи и правила за безбедност.
кај жичарниците треба да се прават дневни прегледи, неделни прегледи, месечни прегледи и еден технички детален преглед годишно, кој што го врши овластено инспекциско тело. Овие дневни, неделни и месечни, контролата на нив ја врши државниот инспектор за жичари. А годишните технички прегледи ги прави акредитирано инспекциско тело согласно легислативата која што е од некаде 2008-2009 година. Ако се правило ова што го кажавте сега, по теорија, како што треба, тоа мора да се прави. Не се правило, мора да се прави. Добро, се правило веројатно, бидејќи мора да се прави. Мора да се прави. Значи била безбедна жичарницата или не? Жичарницата, вака, јас 2000 учествував во такви прегледи 2011, 12 и 13 година и тогаш беше со жичарата се во ред. 2017 година повторно учествувавме во такви испитувања и тогаш видовме дека жичарата работи нешто повеќе од нејзиниот проектен капацитет. Значи, ако се земе жичарата која ќе отидете таму, ќе отворите пултот и ќе видите колку работни сати има. Ќе го поделите тоа со бројот на години од како инсталиране и ќе добиете колку работела годишно. Оваа жичара проектирана била да работи 1560 часови годишно, а работела некаде околу 2100. Тоа значи дека работела пофреквентно од она што е проектирана да работи. Меѓутоа, тоа од безбедност не значи, да кажам, не ја загрозува безбедноста, туку укажува на повисока потреба од сервисирање, од повнимателна контрола. Ако да правите аналогија со возило, тоа ви исто како кај возилата имате технички преглед, еднаш годишно. Тој технички преглед ги проверуваат виталните системи и вие добивате сообраќајна дозвола за една година користење. Исто и со жичари. Добро, бидејќи направивте споредба со возилата. Јас да го повторам прашањето, малку да го преформулирам. Колку во оваа ситуација е важен фактот што жичарницата не била сервисирана од производителот Допелмаер или аналогно како што рековте со возилата, ако се купи автомобил од одреден бренд, колку е важно тој автомобил за да помине технички преглед и да добие важачка сообраќајна дозвола да оди на овластениот сервисер или да се сервисира во некоја гаража. Дали е безбедноста на автомобилот иста и во едната и во другата ситуација? Тоа е прашање. Ако е сервисот добар, тогаш безбедноста на автомобилот е иста. Меѓутоа, ситуација овде не е иста како со автомобилите. Значи овде, ако не е долги години вршен сервис од производителот Допелмаер. Не долги години, никогаш не е. Значи, како е пуштена во употреба, градоначалникот вели ниту еднаш во 15 години. Ако таа никогаш не е направен таков сервис, тогаш нема никаква логика, затоа што вие колку години таа ја употребувате, тоа значи дека деловите функционираат, се си функционирало перфектно и исправно, а жичарата работела повеќе од проектираните. Тоа не е во ред. Како е при тоа можно Државниот инспекторат за жичарници да даде дозвола да работи? А тоа прашајте го Државниот инспекторат. Во ред. При тоа забележуваме од анализата на јавните набавки, јас барем, Поповиќ веројатно и подетално ја истражил темата и на официјалната веб страница на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Финансиските извештаи делумно се достапни, односно достапни се по години, меѓутоа внатре се измешани многу податоците. Јас анализирајќи ги, дојдов до сознание дека низ годиниве драматично опаѓа сумата за вложени пари за набавка на резервни делови и за тековно одржување. Во 2014-та најдов податок дека биле предвидени околу 20.000 евра за одржување и за набавка на резервни делови. Во 2017-та таа сума изнесува околу 2.500 евра. За во 2019-та вкупната сума за сервис и резервни делови околу 200 евра само. Потоа драматичен раст има во јавните набавки предвидени за 2023-та. Има бројка од околу 250.000 евра се предвидени. Колку тоа е реализирано не успеав да најдам во завршната сметка за 2023-та. Можеби вие имате подобар увид
како се правени и распишувани тендерите кога станува збор за набавка на резервни делови и одржување на жичарницата? Мислам дека тука треба да се додаде и за техничкиот надзор, односно за техничкиот преглед прашањето. Меѓутоа, очигледно е потребно да биде многу појасно во моментот кога вие ќе предвидите толку драстично поголема сума на средства за одржување и да известите понатаму што се случило со тоа одржување. Зборуваме за 2023. Зборуваме за кога трендот од еднашка значително се менува, како што е во 2023 година. Дополнително секоја година добива жичарницата употребна дозвола и се поставува прашањето, ако сега се соочуваме со потенцијална хаварија за која што е потребно поголемо сервисирање, што се случило помеѓу датумот во кој што е добиена или истекува употребната дозвола и сегашната констатирана состојба од производителот. Сега, не можам да зборувам технички за тоа која е најдобрата опција за одржување, дали производителот или, да кажам, други сервиси. Меѓутоа, овој пример, низ призмата на јавните набавки, во однос на одржувањето, е добар пример за проблемот како се набавува специјализирана опрема каква што е жичар. Во јавните набавки има еден термин кој што се нарекува целосен трошок на употреба. Тој трошок ги вклучува трошоците да се набави опремата, например да се изгради жичарата, и сите трошоци што понатаму следат во текот на употреба, во векот на употреба на опремата. Тоа е како кога купувате, еве да се задржиме со асоциацијата за возила, тоа е како кога споредувате, да кажеме, две возила, едното возило чини, да речеме, 20.000, другото чини 25.000 евра, ама ова што е 20.000 евра и троши повеќе, резервните делови се поскапи, и отприлика цената во целиот век на употреба би била иста. Кога јавните пари се трошат низ оваа призма, тогаш и на градот, односно на јавното сообраќајно предпријатие, во текот на, речеме, на 10-15 години, ќе има многу покомплетна слика за тоа колку пари ќе треба да издвои, за да не се случи набавуваме сега, не знам, жичара, или во некој згради лифт, и после тоа немаме пари да го одржуваме лифтот, бидејќи тоа е редовен, очекуван, па во некоја мера и предвидлив трошок за одржување, знаете дека ќе се случи. И сега, кога така набавувате, нема да ви се случи, оваа година нема да имаме пари, па нема да го сервисираме или ќе намалиме на сервисирање, бидејќи тоа е однапред познат трошок уште во времето на набавката на жичарница. Добро, ако на ова се надоврзе податокот, односно фактот што во годишниот извештај за работата на ЈСП во 2019 се предвидени само околу 200 евра, 12.000 денари за одржување и набавка на резервни делови. Што укажува тоа во однос на планираните расходи? Морам да кажам дека не сум експерт за жичари, меѓутоа вака малата сума укажува дека не се набавиле резервни делови, односно предпоставувам дека сервис од 200 евра годишен, кој што е за возило поголем, веројатно за жичарата е недоволен. Едно кусо враќање низ годиниве назад, ЈСП ги заврши сите неопходни процедури за пуштање на жичарата во функција од технички и безбедносен аспект. Во изминатиот период направен е редовен годишен преглед од овластена институција, мониторинг од страна на државен инспектор за жичарници, како и редовен технички преглед. Изјава на градоначалничката на град Скопје, тогашната Данела Арсовска, на незиниот официјален Facebook профил на 30 декември 2021. И веднаш во еден новинарски извештај, во медиумски извештај, сепак според извори од ЈСП, жичарата не е сервисирана од областен сервисер повеќе од 5 години, бидејќи одржувањето од фирмата која ја изградило е прескапо. Еден новинарски извештај, 2021 декември.
Јас успеав да најдам и сертификат само да се за технички преглед. Да, тоа е клучното. Од фирма со седиште во Скопје, да не го споменувам името, да не инволвираме бидејќи немаме незин представник, меѓутоа извештајот вели денеска извршен и вонреден технички инспекцијски надзор од страна на Министерството за транспорт и врски, значи еве и државна институција од највисоко ниво правела контрола, вонреден технички надзор. При контролата не били утврдени никакви технички недостатоци, односно констатирано дека жичницата е целосно исправна и функционална. При тоа сертификатот е со важност до 24 септември 2025 година, до минатиот септември, значи. Повелете. Вака, ова околу сервисот и како толку мали средства биле предвидени и толку долго време Допелмаер не ја сервисирал жичарата, па одредени сервиси и не мора да ги прави Допелмаер, односно фирмата која што ја произвела. Меѓутоа, оние витални делови што се тие не можете да ги најдете на пазар, да отидете во дуќан, да купите јажник или макара за жичара, па да го инсталирате. Тие мора да ги прави производителот, овластениот сервисер. Значи, не можам да тврдам каква била работата, бидејќи ги немам пред себе наодите што ги имало тоа инспекциско тело кое што вршило, но ненормална е ситуацијата кога вие добивате сертификат дека се е во ред, вие добивате сертификат дека се е во ред, а проблемите се акумулирале, а биле од едноставна и решлива природа ако се интервенирало по нив во дадениот момент. Сега витални делови кај една жичара, челично јаже, тоа кошта многу. На колку време треба да се промени тоа челично јаже? Челичните јажиња кај нив е ситуацијата ваква. Ако кај нив има ригорозна контрола, тие се контролираат со одредена магнетоскопска метода, се става одреден уред кај нив и детектира состојбата каква е на јажето во смисла на скинати жички, дали има. Ако не се прави тоа треба да се менува на секои 5 години. Ирационално е да се менува на секои 5 години, кога ви имате такви методи и може да го продолжите тоа јаже 20 години. Значи не е работата колку тоа јаже ќе трае, туку колку сте вие сигурни во неговата безбедност. Ако не сте сигурни, го фрлате на 5 години. Ако сакате да бидете сигурни, имате одредени методи, мерите со нив и тогаш сте веќе сигурни. За овие финансиски извештаи што ги анализирал Поповиќ, да изгледаат колку толку реално. За жичарница со таков капацитет од 1600 патници за 1 саат, превезени патници за 1 саат. Жичарница која работела повеќе од предвидениот број часови годишно, како што е констатирано. Така ние во 2017, од тогаш не знае. И според перформансите кои се општо познати од австрискиот производител Допелмаер, колку би чинеле трошоците за соодветен месечен сервис или едно годишно тековно одржување? Со вклучени сервисни делови, со вклучени надзори, со вклучено технички преглед, со вклучено се. Колку би биле тие суми да бидат реални, а не вакви какви што се прикажани во финансиските извештаи? Сумата конкретно како бројка не знам да ви ја кажам, едноставно не знам кои се делови во моментот треба да се сменат, меѓутоа веројатно и тоа не иде на годишна основа, многу од нив одат и на дневна основа. Ви имате дневен преглед на жичарата пред да ја ставите, пред да ја пуштите дента да работи. Имате неделен и сите тие може да укажат на некоја ситна работа која што треба да се смени или да дадат свесност за тоа што може да се случи понатаму. И аналогијата е веројатно некои од годините се менуваат некои делови кои што мора да се сменат, а некогаш одредени повитални делови. Исто како и кај возилата. На некои сервиси менувате улје, на некои сервиси менувате каиш или правите сериозен ремонт. Мислам дека тука клучна е улогата на надзорот, односно на техничкиот преглед. Вие како корисник, како граѓанин, и кој што ја употребува жичарницата, и како оператор, се подпирате на експертизата на техничкиот преглед дека тоа средство има доволно безбедно за да биде ставено во употреба.
И сега мислам дека градот треба да бидејќи има договор за технички преглед и за периодот помеѓу 25 септември и 26 септември е склучен, веројатно има некаков наод, не знаеме дали има дадено употребна дозвола. Сега тој сертификат треба жичарницата до април 2020 до 25 април функционираше. Да се надеваме дека е така. Треба да го видиме, да го објави јавното предпријатие, да видиме дали навистина тој што го правил техничкиот преглед ја одобрил употребата и за овие 12 месеци, затоа што на крајот на денот во системот правен ним им е дадена улогата да сертифицират, односно да ја дозволат употребата на одредено средство. Ние како граѓани не можеме да знаеме дали нешто е исправно за употреба. Тоа треба да го дадат стручни лица. Треба да се види датумот на кој е издаден последниот сертификат и ако од тој датум една година натаму, значи жичарницата е во употреба. Сега тој систем што е од акредитирани инспекцијски тела на нив, државата им го дала правото во име на државата да вршат инспекции. Технички прегледи да дадат гаранција дека нешто е исправно или не. Да дадат гаранција и тоа и таа дозвола ја дала врз основа на покажана способност на тоа тело дека тоа може да го прави. Сега, добро, колку е индикативно, задржате мислата? Да. Колку е индикативно во година кога е направен своевиден рекорд во бројот на превезени патници, 2019-та пред пандемиската е таква, потоа не успеав да најдам точни бројки, меѓутоа 2019-та повеќе од 300.000 патници има превезено. Минимална сума за одржување, да не се повторувам, само 200 евра. Успеав да најдам јас во финансискиот извештај. Сега потоа за во 2023-та, во 2020-та поради пандемијата известен период не работи жичницата, потоа повторно тврди Арсовска како градоначалничка тогашна дека жичарницата е исправна и е пуштена во 2021 во употреба или неколку месеци претходно. Меѓутоа во 2023-та во јавните набавки се планира поголема сума, реков околу 250.000 евра за испитување на столбови и елаборат за жичарница. Дали тоа представува сомнеш за конструктивен замор кај некого? Испитување на столбови. Или потреба од сериозна санација со оглед на фактот што години назад не било такво нешто направено? Или дали како експерти од Машински факултет некој некогаш ве контактирал од јавното сообраќајно предпријатие да ве прашат чисто за став? Што мислите вие, како треба да се сервисира? Ние како Машински факултет од 1960 година па до некаде до кај 2010 година бевме континуирано присутни во сите жичари во Македонија и ние учествувавме во градбата на оваа жичара, Скопската. Сега да си ја вратам мислата на она што ме прекина, Горан. Таа жичара, Скопскава жичара, пренесува многу голем број на патници. Значи, таа остварува добар приход, бидејќи сите тие патници си плаќаат карта. Тоа значи, ако се земе од незината експлоатација, таа е исплатлива, работи добро. А меѓутоа, како може некоја која што е исплатлива и која што работи добро, да не бидат предвидени трошоци за сервис? Тоа е веќе друго прашање, тоа е прашање на друг тип на експертиза, не на техничка експертиза. Добро, Кај застанав? Добро, прашањето беше зошто одеднаш толкава потреба се зголемува фондот за барем во планираните јавни набавки за 2023, дали бидејќи со години не било соодветно или пак сакале да ги мерат столбови. Што е најкритично, еве да речеме, во целиот систем, кој дел е најкритичен? Најкритични делови се челичното јаже и најкритичен дел е онаа клема која што ја фаќа гондолата за јажето. Добро. А ако се испитуваат столбови испитување, знаете што значи? Тоа значи дека или нешто геомеханички имало некое клизиште таму, па столбовите излегле од трасата, или не знам што друго би можело да биде. Столбовите се постојан систем, испитувањето на столбови, тоа е секојдневно и тоа е, мислам, не секојдневно, него е лесна операција, не е некој
увидот пред да биде кога ги поканил градоначалникот представниците на Допелмаер, покажал дека гумичките биле изедени и поради тоа доаѓало до триење на гондолите. Види, гумичките На колку време се менјаат гумичките? Гумичките се потрошен материјал. Гумичките ние најдовме 2013 година ми се чини дека гумичките некои од тие гумички се изедени. Сега прашање за кои гумички зборува. Јас мислам на оние гумички на макарите по кои се движи јажето. Тие гумички можат, тие се јадат, тоа е потрошен материјал, гума е. Колку чинат тие да се... Мене ми е нејасно, рековте, жичарницата треба да подложи законски на дневен, на неделен, на месечен и на годишен преглед. И на годишен, така. Знаеме дека секој понеделник жичарницата не работеше, бидејќи тој ден беше предвиден во неделата за тие работи. За неделен преглед, така? Така. Еднаш секој како беше секој последен петок во месецот исто така не работеше, веројатно поради тој месечни. Дневен преглед веројатно има и во оние паузи, нели, работи половина час, па половина час не работи. Или пред да ја пуштат, ако почнува во 9 од работа, од 7 до 9 ќе ја прегледа. И има задолжителен годишен преглед. Така. И има веројатно важечки сертификат за кој зборуваме, бидејќи до 25 април функционираше жичарницата. И како е можно да били изедени гумичките? На колку време се изедуваат гумичките? Гумичките можно е да бидат изедени. Па тие си се потрошен материјал, тоа е исто како кога менувате гуми на кола. И тие си се менуваат периодично. Сега има да не влегуваме во оние стручни инженерски аспекти што и како може да ги јаде гумичките и на кои столбови може да ги јаде гумичките и што може би треба да се наштелува за да тие. Меѓутоа тие ја мислам дека тоа не е релевантен разговор за. Добро, и од ова што го чувме сега Попович, како не свој еден заклучок, меѓутоа како сознание до кое дојдовте и истражувајќи подготвувајќи се за емисијата. Зашто станува збор? Минимални средства за одржување. Доаѓаме до момент кога жичарницата не знаеме кога ќе проработи повторно. Па, мислам, со оглед на, да кажам, неколку трагедии во минатото, мислам дека сега е време за истрага, за да се види дали соодветно се оперирало и дали со сервисирањето редовно и дали соодветно се оперирало со годишниот технички преглед. Бидејќи имаме и такви случаи во минатото, каде што или оние што се задолжени и за надзор биле, да речам, биле вклучени во стекот на действија што довеле до некаква трагедија. Така што, за да се врати до вербата, сега, бидејќи многу луѓе изминатиот период се враќаа наназад дека се возеле и со жичара, можеби и во времето кога таа е била неисправна. За да се врати до вербата, прво треба јасно и транспарентно да се објави што се случувало во изминатиот период. Има ли документација и трага од сервисите што се извршени? Треба ли секој сервис да биде... Сите тие работи сега треба да бидат или објавени, меѓутоа и треба да бидат дадени на располагање на други институции, бидејќи ако веќе зборуваме за можни прекршоци, дека или несоодветно се користела опремата во смисла на несоодветно одржување, или можеби добила употребна дозвола кога не требало да добие дозвола, сега треба да се е време и за истрага. Значи не е само време за утврдување дали и кога требало да бидат предвидени повеќе или помалку пари, туку да се лоцира одговорност доколку таква одговорност постои. Можеби не постои, можеби е низа на случајни неповолни настани сега, меѓутоа можеби е и лошо работење. Тоа е виша сила, виша сила да речеме, меѓутоа мислам дека нема виша сила. Колку трае сервисирање? Ај вака да тргнеме од вас. Да. Бидејќи сте специјалист за жичарници, знаете како функционира, со оглед на тоа што од 2017 наваму имате и вие недостиг на информации. Не знаете како била сервисирана, кој ја сервисирал. Сте се возели ли вие лично на жичарницата? Сте ги пуштале ли вашите деца, вашето семејство, ваши пријатели? Неколку пати јас се возев со децата. Помисливте дали е ризично во моментот? Не помислив дали е ризично, затоа што знам дека жичарите се
таква област која што е регулирана, која што е безбедна, кај што има ригорозни правила за безбедност, меѓутоа после ова не знам, ќе помислам. Веројатно сте верувале на институциите. Дозволете ова да ви кажам, Горан ти кажа каде може да се види историјата на сервисите. Историјата нели се води документација за таа е матична книга. Секоја од жичара и многу технички системи се имаат матична книга. И во неа се дадени податоците. Што е сервисирано, што е заменето, што треба да се замени во наредниот план. Тоа се си пишува, тоа си е техничка област. Кола, впрочем, си има сервисна книжка, а не... Ма нема таму филозофија, таму имате кога е сменето масло, кога е сменет филтер, кога е сменето, се си стои внатре. Или работи, или не работи. Или е сменето, или не е сменето. Добро, зошто толку долго сега би траел тој генерален ремонт што ќе го прави Допелмајер? Цело лето? Не знаеме. Од каде да знаеме, зошто? Колку е вообичаениот голем сервис на една ваква жичарница од ваков капацитет? Па најголем сервис на една жичарница би бил смена на јаже. Значи, таа промена на јаже, треба да се донесе јаже, да дојде мобилна екипа, да се изведат гондолите, да се извади јажето. Веројатно, месец-два. Она што е, во кое што жичарниците во ски центрите се комотни, тие можат да ги прават ремонтите надвор од ски сезона. И никој тоа да не го забележи. А ова, од која што работи цело време во текот на годината, кај неа тоа е забележливо. Меѓутоа, ние не знаеме, јас не знам, ние не знаеме што точно се случувало, кои делови треба да се сменат, што се интервенира, тоа не е мистерија. Што е поголем проблем овде од аспект на јавното и транспарентно трошење на јавните пари, на транспарентноста, отчетноста или пак намената, каков? Две работи, како што кажав на почетокот, тука се клучни. Едно е одговорноста на различните актери да ја употребуваат одговорно опремата, зградата, било што е јавна инфраструктура некаква, одговорна употреба, вклучително и одржување. Понатаму одговорноста на оние што во име на државата даваат дозволи, да се види дали и тие сгрешиле. И на крајот, овој пример, каде што гледаме дека постои некаква неконзистентност или можеби обид за штедење, повторно мислам дека треба да се отвори прашањето на кој начин се планира целосниот трошок за користење на ваква специјална опрема, затоа што најчесто и зависите од производителот за одржување и тоа ве става вас дека вие практично ја купувате опремата, меѓутоа понатаму и одржувањето и зависите од еден производител. Кога се набавува таква опрема, да во оригиналниот тендер се предвиди да речеме целосниот трошок за употреба во наредните X години. Меѓутоа, има уште една работа што е многу голем недостаток на тие тендери. Таму е ниската цена главен критериум, а не и стручноста и компетентноста на тимот. Значи, кога имате ниска цена, тогаш имате надпревар, кој ќе даде поевтино. И тогаш цената може да биде толку ниска. Да има, да. Тоа може да биде толку ниска да веќе... И тоа може да биде главно алиби на надлежните во изминатите години, зошто можеби и нема да треба да одговараат. Така е. Заради тоа што веројатно согласно законот морале да биле принудени да ја изберат најниската цена. Не ги знаеме спецификите околу оваа набавка, меѓутоа општо зборувам за специфична опрема каде што знаете дека ќе имате долгорочна соработка со оригиналниот производител, така треба да се набавува, тоа е едно. Кога се мери меѓу безбедноста, така? Да, само да кажам дека од ниската цена веројатно безбедноста. Од 2019 сменета е и концепцијата е дека треба да се купува со економски најповолна понуда, а тоа е каде што веќе назад можете вие да го вратите
во проценката кој треба да добие и квалитетот. Меѓутоа, имаме се уште и тоа колегите од Центар за граѓански комуникации постојано го нагласуваат. Се уште имаме многу голема употреба на најниска цена во јавните набавки, иако веќе, колку би било тоа, 7 години, И квалитетот би требало да биде Не се спомнува квалитет. Значи немате квалитет, имате најниска цена. Не се спомнува компетенции, нема само. Добро, со оглед на се ова што го кажавме како завршен збор, Поповиќ на почеток рече, ова покажува дека Македонија и натаму и покрај многуте трагедии се живее на среќа. Очекувате овој случај да биде поинаку, да биде повикан некој на одговорност, каде ќе се насочи, дали воопшто ќе има истрага, очекувате некаква институционална разрешница на случајов или се ќе заврши со сервисирање во наредните месеци на Допелмаер, ќе биде пуштена и сите ќе бидат среќни и весели? Мислам дека во овој случај ќе мора да има, особено заради тоа што институциите ќе бидат клучни и начинот на кој што ќе се разреши ова, ќе биде клучни за воопшто да има шанси луѓето да веруваат во жичарата после поправката. Ако ве праша некој како стручник од кај треба да тргне евентуална истрага, кој прв треба да биде повикан? Прво треба сервисната книшка да се Прво не знам за истрага, не можам да зборувам, не знам од каде тоа треба да почне, за каков тип на истрага. Она што го знаме дека граѓаните заслужуваат да имаат информација, да веруваат на таа информација за да можат понатаму да имаат доверба да се возат во жичарата. Вие што и да направите ако јавното мнение е такво да тоа е небезбедно или потенцијално може да биде небезбедно, таму нема никој да се вози. Значи јас од тој аспект тргнувам, а не тргнувам од она дали треба да се направи истрага, каде треба, ако треба да се направи, таа треба да обезбеди и финансиски моменти и технички моменти. Тоа е техничките се си е запишано, си има матична книга, си има сертификати, си има технички извештаи, тие само да се проверат и да се види дали тоа соодветствува со реалноста. Виктор Стојмановски, Машински факултет Скопје, Миша Поповиќ, Институт за демократија, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се каже. Благодарам. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието, останете на Телма, имајте убав ден.